Збегот на најстарото македонско племе, власите од древниот град Москополе во близина на Корча во Албанија, дозволил истите да ги има секаде низ светот, а најповеќе во Крушево, Штип, Битола, Охрид и Струга. Знаејќи за тој податок, воопшто не беше тешко на екипата на телевизија Морис да го посети селото Горна Белица, оддалечено 14 км западно од Струга и уште толку од Охрид, на прекрасните падини од Јабланица со 1500 метри надморска височина. Злото на прогонство и интернираност со векови наназад било судбина на власите, па од тука и предпоставката дека Горна Белица е населено токму таа година, 1779-та, кога Москополе е освоен од турците. Очекувајќи предназад да се појави стара населба во која, како по некоја случајно правило на работење, требаше да разоткриеме традиционални вредности, не пречека населба, работена по теркот на денешница. Нови и мали објекти, најповеќе блиски на поимот викендици. Всушност, практиката на телевизија Морис никогаш во досегашното работење не видела толку катинари, арно ама овие не се за разочарување. Кога тогаш, во неколку наврати од по неколку дена, овие куќи се исполнети со луѓе. Проблемот е на наша страна, што ќе мораме сета убавина од традиционалниот живот на власите да ја раскажуваме. На сета среќа нешто подоцна господинот Владорски Антонио, наречен Дона, ќе не подкрепи со такво знаење. Своевремено Горна Белица бројала околу 3000 жители во 600 семејства. Сточарството, караванството и трговијата од секогаш им било наклонето, што ете, како напредни гранки на развој, ги навело да одат во чекор со цивилизацијата и еден ден селото да биде во целост испразнет. Најголемиот збег предизвикан од желбата за подобар живот се случил во времето од 1957 до 1965 година, кога и последното семејство одлучува да го згасне огнот народното огниште. Тоа е период кога настанува селото Долна Белица, далеко од првоспомнатото, сместено во равничарскиот дел од Струшкото поле. Прво се доселиле сточарите на своите имоти. Караванистите и трговците по кој знае кој патот пак го фатиле со карта за еден правец, како што се Михајло Пупин, Бранислав Нушиć, Стерија Поповиć и други со корени на потекло од ова село. Всушност, како и сите гласи, и беличани од секогаш биле добро примени во новата средина благодарејќи на нивната вредност, скромност, писменост, знаност и мајсторство. Се раскажува дека многу одамна единствениот мост за тие времена кој успеал да ги спои Будин и Пешта преку реката Дунав, го проектирал и го изградил Влав. Ликот на денешната Академија на науките во Белград и го дал Влав. Доскоро и академскиот кадар во ова установа во процент од 60% го сочинува да гласи. Денес во нашава држава приближен процент од државниот раководен кадар им припаѓа на власите, што пак зборува за народ со извонредни способности за организирање и раководење. Нам не останува во сето тоа дел од заслугата да ја припишеме на Горна Белица, на место кој ги потхранувало своите жители со позитивна енергија, вредна и достојна за целиот свет. Ето зашто нема стари куќи во Горна Белица.
Ним им се доволни овие, малите, наречени викендици, исполнети со амбиентот во место блиско до поимот воздушна бања. Односно, оно што останало од старата култура и архитектура е црквата Света Петка, што во неколку наврати ја видовте, и старото училиште што ќе го видите нешто подоцна. На црквата Света Петка, изградена во средината на минатиот век, и престои претходник, старата црква Света Петка, која и денес е на своите темели. Меѓутоа не се единствени овие цркви. Во Горна Белица постојат уште црквите Свети Климент, Свети Никола и црквата Света Троица, лоцирана безмалку на самата гранична линија. Власите ја нарекуваат како Парумба, што по Светото писмо значи гулабица. Токму таму постои света вода која е често посетена од верниците за дуовден. Во моментов ја посматрате зградата од старото училиште во Горна Белица и старата црква Света Петка, единствени стари објекти во Горна Белица. Собствениците на викендиците, што ги има безмалку 200, се добро организирани луѓе. Со личен труд и средства ги одржуваат господовите куќи, го асфалтирале патот до Горна Белица, имаат електрична енергија и водовод. Размислуваат и за развој на селото. Во тек е изградба на патека за скијање, која своевремено ќе биде пропратена со жичара и споредни објекти. Им даваат предност на бачилата кои во иднина би им понудиле на гостите секогаш свежи млечни производи. Изградениот мотел во собственост на македонското електростопанство сигурно во тој случај ќе биде често посетуван. Овде вреди да се спомне уште еден објект, граничната караула на војската на армијата на Република Македонија, која од познати причини не сакавме да ја сликаме. Вредни се за поменот, причина што незината посада не е себична, се залага за помош на жителите од ова село, како што е случај со последната жителка на Горна Белица, 80-годишната бабичка, присапна 365 дена во годината. Денес Горна Белица и припаѓа на општината Струга, иако викаат дека е тоа поднебие неделиво од Вевчанската општина. На крајот од краиштата, фамозните бараки од шумското стопанство, што му овозможија блиска средба на Вевчанскиот градоначелник со органите за безбедност, се само на неколку чекори оддалечени од ново трасираната патека за скијање, која по се изгледа во иднина ќе се протега на простор од двете општини. Бистрата вода која забрзано се движи низ веќе исклесаните корита толку запенува што ја чини водата бела. Сушност како и ова сирење, оттука и името Бела река, Беличка река, односно Горна Белица. Пријатно не изненади и средбата со бачот Сотировски Ламбе, кој, како што рече, овде во земјоделската задруга Вевчани, што доминира веќе неколку години, работи и произведува квалитетно сирење 9 години. Малку е времето за да се изборува за сите убавени што ги поседува Горна Белица. Уште помалку да се зборува за иднината на оваа веќе викендашка населба за која ете беличани одлучиле вечно да ја одржуваат во живот, да ја збогатуваат и почесто во старите денови пензионерски да го завршат животот овде. Еве денес екипата на телевизија Морис наврати во Горна Белица. Очекувајќи старовековна населба, зашто, како ни рекоа, од Горна Белица останала и долна. Меѓутоа, наместо стара населба, ние наидовме на модерно,
на модерна викендашка населба ми се чини родена вчера. Покрај нас е господинот Лавровски Антонио, кој што ќе ни даде видување на едни очигледни промени во Горна Белица. Што се случува, господине Лавровски? Од каде во Горна Белица нова викендашка населба? Па видите, да ви кажам, Горна Белица своевремено е било големо село, населено исклучиво од Власи, богато село, село кое било познато не само тука во Струга, Охрид и подалеку, кај што се правило пазари, толку големи пазари, кај што идале на тој Горнобелишки пазар, идале од Струга, од Албанија, од секаде. И со почна миграција, кога почнало со времето, сега тоа е, како да речем, можда подолго време треба да збориме за таа работа. Меѓутоа, бргу, нели, властите помало, се мало нескромен, ќе видам така, ко попредузимливи, ко по-така вешти, почна се селат претежно по градовите, доста од горнобеличани заминаа во Белград, во Охрид, во Струга и некаде доке, мислам, доке 58, 59, 60, можда последните семејства се иселија од Горна Белица. Арнома, после кратко време се јави голема носталгија за местото родно и се почна два-тројца луѓе од Белица, морам да ги спомнам, Никола, Личи, Пано, Чија Поповски, тие двајцата со по други така кои им помагаја, го понесоја така теретов на таа да му втурнат на луѓево да се вратат во Горна Белица, не за живење сигурно, меѓутоа така како на викенд. Од тога почна, тоа беше негдека почетокот на 70-те години, кога почна да се гајат првите викендици во Горна Белица. Почетокот, дури и самите, овде да речем така, луѓе не се надевавме, оту ќе се изградат толку викендици, дури се врши притисок на луѓе да изградат викендица. Морам да напоменам и тоа дека се даваше претежно почетокот и исклучиво право на градба на викендица. Овде имале луѓе кои по било кој основ име потекло одавде. Дали се директно тие деца, него нивни внуци, без разлика. И почетокот така беше тежок. После потро такво интересување се стори за градење викендици, да, како видовте, искачу гледате, сега имат некаде околу измеѓу 180-200 викендици изградени. Селово е, така да речем, обозновено претежно преку лето, преку зима имаме доста, преку зима, известен период, 15 на 20 дена, преку зимата имат доста луѓе. И се прават, на лето имаме доста луѓе, тука се црква Света Петка, патронен празник на селово е Света Петка. Света Петка да се прави ручек, мислам црквата за Каменот одбор организира ручек, така да имат многу богами за Света Петка, ако не по имат 700 може до 1000 посетители кои идат за тој ден. Како Белица, како село, како населба, може да постои од неколку стотини години. Меѓутоа, знам од 200 години навака, што сум чул, да можам да речем, што сум го чул од постари наши власти тука, околу 200 години како посекол село Белица. Името го добило по реката. Реката е така секогаш пенушава, секогаш е бела. Белица и затоа е Белица се викат, а Горна ради тоа што
Покрај ова Горна Белица имаше една Долна Белица, во полето Струга таму. Таа е настаната, таа Белица е настаната од ова Белица, а истава вода течи и таму, и овде, и таму оди. Затоа ова е Горна Белица, таа е Долна Белица. Иначе, во тогаш Петрие, како што знаете, историјата што кажете, со растурањето, со палењето на Боско поле од страна на Али Паша Јанински, тогаш се растркале власи. Доста некои дошле во овај крај се населие, па во Крушево, па во Охрид. Тоа се растркале властите фактички, така да и Горна Белица е тога е така настаната по моја информација што сум ги така слушал. Иначе и то така сум слушал од броела некаде своевремено во така речам експанзијата своја околу 3000 жители и имало доста сточари, доста трговци. Сточари се зборви дека се тврди дека овај атар на Горнобелички имало измеѓу 30 и 35.000 овци. Па после крупен добиток имало секоја куќа по крава две и така. Иначе селово било со поќе продавници, имало со улици, кадармисани улици, така, со богати, еден дел потро, како што се кажува со часто станови трговци, се бавеле со трговци. Фактички можда и првата миграција така е почнала, ако почнале мажите од едно семојство, понапечал, караванџи биле, со караваните, така, и како што оде се населвеле по други места, по долги години живееле сами, после си ги прибирали фамилиите таму. Така. И вака, господине Лабровски, за нашите очи без малку за нашите очи беше празник да се видат овие прекрасни викендички во Горна Белица. Претпоставувам тоа ќе важи и за нашите гледачи. Односно, за да се направи на ваква населба од 200 викендички, била потребна претходно да се реши инфраструктурата. Како сте вие организирани како викендашка, да наречам селска власт, токму овде за да ви напредуваат работите и до каде сте стасале? Што е она што во моментов со приоритет сте го зеле во машината за идна обработка? Видите, прво морам да спомнам дека една од најголемите заслуги за заживување на Белица, покрај оние стари луѓе што ги спомнам, е Јаковче Поповски, кој сенамото Белица се посеќат претежно од своеве, да речам така, викенд жители преку цела година. Меѓутоа повеќе, сигурно, веќе од мај месец навака, па таму до ноември, многу почести се, така да речеме за овие 5-6 месеци имаме луѓе, неколку фамилии, 4-5 фамилии кои живеат стално, меѓутоа претежно е преку викендот. Се од петок, сабота, недела, така, и годишни одмори користат доста. Задниве неколку години имаме и некои гости идат во хотелот, чини ми се, то некое здружение или на макро, како и викаја, макробиотичари с некоја храна таму, што знам така, па дошле и утврдиле од ова клима најбој им одговара за таа работа и знамото, лично се сретнав на тие 2-3 пати, 3 лета со ред, престојуваја овдека по месечин, на 2 групи по 10 дена и така. Преку зимата исто така, преку зимата идат луѓе доста. Пред оде знаат да падне многу снег, знаат по метро, по 2 метра снег да падне. Сега, нешто ради така селото, нешто ради армијата, се чисти патов, а онај период кога е распустов за децата, за школиве, тога е вистина селото преполно. Тогаш онај водици празник го правиме и дури крстот го фрламе таму во таа река Белица, крстот се фрлат па скоќа дечина показ така. Иначе на коментари иде тука на припреми, спортисти на припреми, иде доста. Така да летно време е поживо од зимно време, али претежно преку викендите. И мислам и по други ден, али претежно во викендите е вистина живо, доста живо, многу живо.
Поинаку речено, Беличани ја открија формулата за опстанок на македонското село. Викаат, на вистина се потребни средства за една ваква обнова, но истите малку ќе вредат ако не дојде до израз љубовта према родниот крај, носталгијата, како и клицата за докажување на личниот идентитет. Нека се множат објектите од ваков карактер во Горна Белица во интерес на нејзиниот опстанок. Вие рековте дека сте влад. Да, Ете, практика е на екипата на телевизија Морис при завршување на секој разговор последните зборови да му припаднат на соговорникот. Нас ќе не биде чест и задоволство тоа, ако не ви пречи, да го сторите на влашки јазик. Како порака или апел, но нека се биде на влашки јазик. Ваш мајчин. екипи ди телевизија Морис ди Охрда си авлавахти зина с пунацава, шестимеска ти бела ди супра. Минитора апалуеско пълна бар протала рамања нощ. Многу му се захвалам на екипата на телевизија Морис, што најде време да дојде во Горна Белица, да направите една репортажа за Горна Белица. Мислам ту и направија добро што дојде да направите една таква репортажа, да види поширокава јавност кој е, како е Горна Белица, а до нашиве, да речам со граѓани, претежно на властител на сите, така апелирам, почесто да идет, без разлика дали се од Охрид, од Струга или било од каде, нашава република, да го посетят Горна Белица, да видят вистина, ќе видят убавина, а и што може да се поможи со по некоја паре, да се било за црквата помош, било за што важно за добробитот на Горна Белица. Благодарам.